Секој го сака својот крај, помалку или повеќе, но изгледа дека кај мито теменував железни, тоа сакање е поинакво од другите. Малку е да се рече дека го сака својот Дојран и неговата поблиска околина. Тој изгледа живее за нив, за градот Дојран, за Дојранското езеро, за околината. Роден е во блиското Богданци во 1919 година и уште од најраната младост активно се вклучува во напредното работничко движење. Уште во 1938 година како младинец се поврзува со монополскиот работник Петар Мусев, кој во тоа време бил интерниран од Скопје во Богданци. Со оружје в рака, активно и од самиот почеток на формирањето на гевгелискиот партизански одред Сава Михајлов, учествува во народно-ослободителната борба. Носител е на партизанска споменица и на многу други одликувања, меѓу кои орден за храброст. По војната, во изградбата на нашава земја го среќаваме на работа во Струмица, Титов Велес, Дебар, Скопје и во други места. Но од 1972 година самоиницијативно доаѓа во родното Богданци, каде и денес работи без никаква материјална надокнада, како председател на колективниот работоводен орган на земјоделско-индустријскиот комбинат Изворски. Автор е на повеќе книги, меѓу кои ги издвојуваме: Дојран и Дојранско во минатото и денес, Богданската комуна, Богданци во НОБ, Богданци во социјалистичката изградба, некогашната населба Паљурци, прилог на Валандово и Валандовско во НОВ и така натаму. Неговото писмо ни послужи да ги представиме Дојран, Стари Нов, Дојранското езеро и неговата најблиска околина. Според историјата, особено од таткото на историјата Херодот, се забележува дека првата населба на Дојранското езеро, тогај во 5 век наречено Празијас,
била лоцирана од тогашното население, од племето Пеони, баш негде на ова место или тука во најблиската околина. Местноста да е баш тука било не само што потврдуваат одредени историски документи, ами и водата е онај сведок кој од тогај исто така постоела како извор за пиење на луѓето, што исто така е една потврда да тој почеток на животот на луѓето, на рибарите, кои се бавиле истовремено и со сточарство, потекнува од ова место. Меѓутоа, таа населба која била при тогавашните услови таква, не останала до крај, ами она покасно се менува, се померува негде на југ, каде го имаме денеска Нов Дојран, кој практично лежи на темелите на стариот антички град, кој според исто така историчарите се бележи неговото прво име да го носило Тауријан. Историчарот Херодот ни оставил запис од кој се гледа дека крај ова езеро, тогаш наречено Празијас, живеело население од племето Пеонци. Живеалиштата им биле градени на вода и до нив се доаѓало само со кораби. Би се рекло идеална заштита од непријателот. На Дојранското езеро и денес има такви градби, но со поинаква намена. Тоа се рибарски колиби што служат како заклон во време на зимскиот риболов. Изолирано и гледани од подалеку, личат на наколна населба. Рибното богатство на езерото обусловувало уште од најстаро време овде да се формира населба. И пак да се послужиме со записот на историчарот Херодот. Доволно било навечер само да се спуштат празни кошеви во водата до колибата и утредента да се извадат полни со риба. Во својата долга историја градот Дојран е познат по 3 имиња и 2 локации. Тауријан е најстаро, засега познато име што се споменува во 4. век пред новата ера. По распаѓањето на Римската империја, Дојран влегува во состав на Висантија и најверојатно тогаш го има добиено второто име Полин од грчкиот збор полис, што значи град. Дојран сегашното име го добил по доаѓањето на турците во Македонија и на Балканот. Ретко, многу ретко замрзнува Дојранското езеро. Но таа 1372-73 година, кога турските војски навлегувале во Македонија, тоа се случило. Било зима. По заснежените полиња не се распознавале патиштата. Не знаејќи за постоењето на езерото, турските војски, предводени од полковникот Евренос Беј, тргнале по мразот. Какво е ова поле без ниедно дрво? Прашал Евренос Беј при пристигнувањето. Вчудовиден бил кога разбрал од градските првенци дека неговата војска среќно минала по мразот на езерото. Сметајќи дека Аллахот ја зел војската под закрила, заповедал граѓаните да приредат богата гозба. Од богатата гозба сите биле заситени, а тоа на турски се вика дојурмак. Од тука името Дојран. Поверојатно е дека името потекнува од Далјан, место каде што има многу риби. А овде тоа го има и премногу. Во сите годишни времења.
Рибарството му било главно и основно занимање на населението од овој крај, се до овој век кога настапува развиток на градот во други правци. Биолошките и климатските услови, како и вековното искуство на рибарите, создадоа специфична техника и организација на риболовот, за која може слободно да се рече дека е единствена, не само во Македонија и Југославија, туку и во Европа, па и во светот. Богатото езеро со риби привлекува на своите брегови, како и на површината, голем број птици кои се исхрануваат со нив. Но едно е најсигурно. Човекот, последен како извор на храна, почнал да го користи Дојранското езеро. Но наедно тој денес го ползува лавовскиот дел од богатата рибна трпеза што ја нуди езерото. Дојран не бил од секогаш вака мала градска населба. Најголем економски просперитет има достигнато кон крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век, кога во него живееле 12.000 жители, колку што имале и другите македонски градови. Архитектурата била типично градска. Улици, кафеани, раскошни индивидуални стамбени куќи, сакрални објекти, пристаниште и друго. Од тоа време се зачувани неколку објекти, со помош на камерата да ги проследиме. Ова е градската Саат кула, сместена во горната зона на градот. Се говори дека Саат кулата е изградена наскоро по доаѓањето на турците во Дојран, како споменик за нивното стрекно преминување преку замрзнатото езеро. Нејзиното потекло е од 14-тиот век. Градската бања, Амамот, бил изграден во горниот реон на градот, каде што предимно живееле турците. Амамот имал повеќе чешми, славини, едни за мажи, а други за жени. Водата се загревала со помош на дрва или ќумур во казани. Во Амамот оделе и турско и македонско население, се разбира во одредени денови. Зидовите на старата црква Свети Илија, изградена во 1848 година, се уште стојат како неми сведоци на едно време, кога Дојран бил економски и административно богат и голем град. Тој се наоѓал на главната сообраќајница што одела од Скопје преку Штип, Струмица, Дојран, Кукуш до Солун и во голема мера придонесувала да се развие во занајчиско трговски центар. И додека камерата ги следи голите ѕидови од црквата Свети Илија, да кажеме дека е изградена за рекордно време од 2 години. Дека била опремена со скапоцен иконостас, дека е долга 30, а широка 20 метри и дека има простор од 600 квадратни метри. Многу војни памети езерото и градот Дојран. Многу несреќи. Но на што се случи во 1916 година, за секогаш ќе остане во сеќавање на овој град. Јужниот, Солунскиот фронт, ја пресечуваше територијата на Македонија. Градот Дојран беше на поширокиот простор на овој фронт или оддалечен само на 1 до 2 километра од првата борбена линија меѓу германските и бугарските од една и англо-француските војски од друга страна.
Gradot беше претворен во воено-заднинска база на германско-бугарските воени сили. Рововите се копани низ градот. Народот бил евакуиран. Се што имало вредно го сместиле во црквата Свети Илија. И од 9 август, непрекинато неколку дена, како дожд паѓале гранати врз градот и околината. Тие денови исчезнал еден град со долга историја, за никогаш да не се обнови како дотогаш. Останале само траги на градска населба. Останале рушевините да сведочат за постоењето на еден убав град. Дојра не само што беше разурнат, тој беше пресечен, поделен и одделен. Пресечен беше неговиот главен животен извор, неговото најголемо богатство и убавина. Пресечено беше неговото езеро. По завршувањето на Првата светска војна, дел од емигрираното население се вратило и подигнало нова населба, 4 километри по на север од првобитната локација. Тоа е денешниот Нов Дојран. По ослободувањето, јако постепено, нашето општество превзеде мерки на овај убав дел за Македонија да се претвори во ново време во нешто ново, што би значило од онај трговски центар, занатски Дојран, да се претвори во Дојран во современи услови како туристичко место, туристичко летувалиште. Оно што е до сега постигнато, иако ние не можеме да бидеме задоволни, сепак е видливо дека Дојран се реставрира, се обновува во ново време со нови обекти, општествени, а и индивидуални, со регулативи да она веќе личи и се повеќе заличува на една туристичка организација со сите проблеми, али и со видните резултати. И навистина, по војната, во социјалистичката изградба, Дојран наполно го менува својот лик. Се урбанизира и урбано се гради. Тука од скоро ништо се изградени преку 50 општествени угостителски сместувачки објекти. Но она што му дава туристички белег на Дојранскиот брег, тоа е можна интензивната изградба на индивидуални викенд куќички и вили. Во некој од нив се вградени ретки зачувани остатоци од разурнатите куќи на Стар Дојран.
Воекот на туристичката сезона, која патем речено овде долго трае, околу 25.000 туристи се собираат на бреговите од езерото и се разладуваат во неговите води. А има и кај да се сместат удобно тие гости. Само поради илустрација ќе покажеме неколку новоизградени кампови. Најнапред проследете го кампот на градежното предпријатие Пелагонија од Скопје. Ретко убав камп. Но тука се и двата кампови на земјоделско-индустријскиот комбинат Изворскиот Богданци, најпрвин Мрдаја, а потоа Јачикот. Кога сме кај Ачикот, само да го појасниме значението на зборот на овој камп. Ачик значи отворен, јасен, што ќе рече отворен кон езерската шир. Што е тоа што ги привлекува и задржува гостите туристи во Дојран? Најпрвин, релативно топлата езерска вода, погодна за капење, особено кај оние што патат од некои заболувања како реума, ишијас, заболување на грлото, изразени во форма на ангина и така натаму. Потоа ниската надморска височина од 148 метри овозможува голем број сончени денови со високи температури. А нив пак гостите туристи ги користат за сончење, одмор и за рекреација. Ловните терени покрај дивечот обилуваат и со природни убавини, со прекрасни шумички, долинки, испресечени со безброј планински потоци и рекички. Спомнахме дека за овие после воени години превзедовме некои мерки и постигнавме одредени резултати за уредување на Дојран како туристички регион. Меѓутоа, ние сме свесни да се уште не сме направиле оно што стварно ова место, ова природа, ова богатство го заслужува, за да стане уште поубаво во иднина. Мислам да треба да се набележат во најкратки црти неколкуте од тие основни проблеми и задачи што стојат сега пред нашето општество и пред локалните, а преди све и пред републичките фактори. Се работи преди се да се реши проблемот како една кичма на тој туристички регион, колекторот кој треба да обезбеди една целосна хигиена не само на водата, него и на сувото каде се изградени разните нови обекти. Паралелно со тоа треба да се решава проблемот на уредување на плажата, која секако ги прихваќа бројните гости, а сега се уште тој проблем стои. Трет проблем е да се превземат комплетни мерки за решавање на трајно обезбедување на вода за пиење, проблемот на струјата, која е доста дотрајала и поставена во едно време кога ова го немавме, се работи да се преуредуваат зеленилата, парковите, паркиралиштата и урбанизацијата во крајна линија која треба да значи водење грижа за градбата, иако до сега имаме доста изградено, али и доста унакажувања, да се води сметка каква ќе биде иднината на таа нова туристичка населба Дојран, заедно со околината Дојран, заедно со езерото.
нашето општество, иако се наоѓа во една посебна потешкотија, материјално-финансиски, сметам дека можеме и сме кадри во наредните години, наредните периоди да ги savladаме овие по актуелност, по значење проблеми и да го претвориме Доиран од порано антички, трговско, занатски и рибарски да биде сега према неговата судбина и судбината наша опште која имаме на овој регион да биде едно модерно туристичко одмаралиште, туристичко летувалиште. Ако наречеме неколку збора за околината на Доиран, се чини дека ќе направиме голема неправда. А еве зошто. Тоа е околина природно многу богата. Тука има повеќе видови јужно овоштие, а најмногу се застапени калинката и смоквата. Овде се плантажните лозија со квалитетно сладко грозје. Бројните водни акумулации овозможуваат навремено наводнување на лозовите насади, на градинарските култури, како и на овоштарниците. Овие мали акумулации служат и како поила на добитокот и дивечот во периодите кога нема вода за пиење по реките. Во оваа пригода да ги спомнеме уште и истакнатите дејци родени во овој град. Од ова поднебје потекнуваат културните и јавни работници. Христофор Жефарович, Теодосија Синаицки, Ѓорѓа Баџиев, Антон Панов и Антон Чакмаков. Тие со својот труд го задолжиле и градот Доиран и нашава република. Ете тоа беше и крајот на писмото што ни го испрати Мито Теменугов Железни, председател на колективниот работоводен орган на земјоделско-индустријскиот комбинат Изворски од Богданци, опишувајќи ни го градот Доиран и неговата поблиска околина.